Вака сега, почитувани пријатели. Бидејќи отворив мој YouTube канал, не ради тоа што сакам нешто да ме гледате, да ме читате, да слушате што има у него, него ставам за спомени, гледам на длго време, можеби 50, 100, 200 години, можеби некој ќе се јави или новинар од градот Штип од Македонија да испита историјата на македонскиот спорт, како е било, што е било, успеси, добри, лоши. И така и за мојата фамилија. Ќе оставам работи да биде некој пример. Јас сега сакам да знам кој ми е дедо, кој бил парадедо, чукум парадедо, не можам ништо да најдам. Не можам да ги питам тие што беа пред мене, тога беа млади години, не ми доваѓаше на памет тоа. Сега ми стражам го тоа, душата ми го тража, ама тоа нема више, тие луѓе ги нема. Ето тоа го правам и ово видео сега. Имам видео објавено за 1974 година. Значи, тачно пред 50 години, Балканец. Имам видео, имам ги спомнато сите, само да напоменам уште дека од оваа екипа са 90% покојни, 80 не знам колку ќе дојде. Да почнеме поред. Стојан Ристов е покоен. Цветанов Димитар е жив, Томе Коцев покоен, Киро Ристов покоен, Санде Коцев е жив, Томе Атанасов е покоен, Драги Панов покоен, Гоце Влахов покоен, Ристо Дарлев жив, Дурак Арифов е покоен и Кенан Ухју е покоен. Сега, сакам да продолжам со тоа што ги овие, значи сме тројца живи само таа екипа која стана вице шампион на Европа. Ама пред да дојдеме до тоа вице шампион на Европа, сакам едно мало резюме да дадам на како сме дојделе до тоа. Значи во Вајфалден, Швајцарија, 72 година, истата година, се одржува полуфинале во Купот на европските шампиони, во кое настапуваат Балканец, Лидгенпинг, Вајфалден и Кларфарен. Тоа се три екипи од овоа три и правако на Југославија, Балканец 4, Балканец освојува првото место со 2 победи и 1 нерешено. Со тоа се здобива со право да учествува у финалето на Купот на европските шампиони, кој се одржува во Софија, Бугарија. Сега тука во Софија, во Бугарија, Балканец, вика подвиг на Балканец. Ова го известува се покојниот новинар и секретар на Сојузот на борачки спортови на Југославија, повлака Македонија, Павле Дамјанов. И он ќе напише директно од Софија. Еве доле пишува Софија, 23 декември. Вика, штипските борачи втори во Европа. Најголем успех на една клубска екипа од Македонија. Во финалето учествува бугарски ЦСКА од Софија, шведски Линчепинг, шампионот на Југославија Балканец Штип и шампионот на Сојузна република Германија. Балканец во финалето, првата борба ја губе од правакот на Бугарија ЦСКА, у кое има 6 репрезентативци на Бугарија и носители на европски, светски и олимписки медали.
Значи Балканец после нив станува втор у Европа, тоа е најголемиот успех на за тогаш на македонскиот спорт. Од сите спортови станува прв пат екипа од Македонија станува втора во Европа. Сега, бидејќи за во да беше некој организатор, да имаше новинари у прав смисол, онака што спортот го прават професионалци, да не се окупирани со политички работи, ќе даде ја некој поголемо значење на воа, ќе напише ја, ќе викне ја некои разговори, некои сеќавања од живите, Ристо Дарлев, јас можам, може Димитар Цветанов, некои спомени да илустрираме од тоа време, ама ништо нема, тоа не му се даде никакво значење. Затоа јас покушавам да го направам во видео, да го ставам со докази. Тоа не е Санде што го кажал, тоа што му текнало на Санде Коцев, него тоа е од весниците. Еве, од весниците, овде у библиотеката, од весник, извади го, подви го на Балканец, оно беше мало не се читаше, тоа ја на формат А4 го копира, за да се чита, да се види убаво, исто овоа од весникот, Штипјани први во Вајфалден, истото тоа го од библиотеката вади од штампата и го умножува на формат 4, за да се познава. Сега тука, забри да ви кажам, во ќе биде вака летимички, што ќе ми дојде на памет, тоа ќе кажам, ја неам концепт и не излевам ја да ме слуша некој па да ми наѓа на него, сакам да се знае само. У Бугарија на финалето, првата борба со ЦСКА Софија, Балканец губе 16-4. Сите губеме од Балканец. Значи, некоја имаме без борба, не знам кој има, тука не можам да гледам, дали има една победа, додека втората борба со правакот на, момент само баво да видам, вика 20-0 ЦСКА Софија го совладала Балканец, Линчепинг сме го па ние тепале 20-0. Не 20-0, него колку да, момент само да потражам, тука не сум се припремал ништо. Значи, тука изгубил со Линчепинг, изгубил Маринков 0-2 туш. Атанасов, тренерот Томе Атанасов беше и борач и тренер, и он изгубил 0-2, 4, значи и една без борба. Значи сме изгубиле, победиле сме го за второ место првако на Шведска со 14-6. И тоа е голем успех. Сите борачи на Балканец, Нухиу изгубил исто 0-2 туш, Арифов 0, тоа е со ЦСКА победа, тоа е со ЦСКА Софија, а горе поединачни резултати: Нухиу 2-0 туш, Арифов 2-0 туш, 57 Дарлев 2-0 туш, 62 Панов 2-0 туш, 68 Маринков 0-2 изгубил, 74 Ристов 2-0 туш, 82 Санде Коцев 2-0 туш, 90 Томе Коцев 2-0 туш,
100 Атанасов 2-0 туш и над 100 сме ја предадели без борба. Значи тоа германската екипа уопште не дојдела, бидејќи била у тешки финансиски проблеми. Тоа е источна Германија, не уствари западна Германија. Источна Германија беше со Русија и они беа јаки, они имаа и борачи. Сеќавам се ја на Данколов со Зегер се бори, зема му првата рунда 3 поена победому на Душеко Стаписаа, се вика, он светски и европски првак. Јас за летамо се земаму 3 поена. После втората рунда, кога почна да ме гњаве, да ме натиска тамо, јас сакам да си легнам на туш, не ми дава да легнам, испокрши ме, целио ме испокрши, налути го изгледа. И тоа сакам да го пренесам, да го кажам, да остане. Ќе го закачам сега на мојот YouTube канал. Имам пуно работи, ќе ги раскажувам вака, неформално, неприпремано. Може имам и грешки у кажувањето, ама у суштина весникот ќе кажува се кажува весникот тоа. Еве, и Санда да лаже, не може да лаже, затоа што еве го подвиг на Балканец. Еве, се си тука пишува, кој, каде, како, со колку, нема лажа, нема превара. Тоа ќе стое се сега у видеото. Еве, Штипјани први во Вајфелден. Сеќавам се у Вајфелден кога бееме у полуфиналето. Публиката тие наши работници у Шведска, у Швајцарија што работат. Пуна салата беше. Радуват се за Балканец од Штип. Македонци имаше многу. Ама ние тога ја представуваме како шампион на Југославија, не на Македонија, не бееме со Југославија заедно и бееме представник на Југославија, а борачи од Македонија, од Балканец, од Штип. Радуваа се кога победееме. И тоа не знам друго што би можел да ви кажам. Многу работи ќе ставам, ќе давам појаснување некои работи. Уште еднаш ќе повторам, не ми е на мене целта да имам ја читачи, да имам 100, 200, 300, 500, 1000 читачи. Мене ми е да останат раѓоти. Знам, на YouTube каналите тешко може некој да ти улезет. Ја имам случаеви, многу пати се ми ги бришале. Еднаш кај оваа страната што водам сега на времеплов на македонско и југословенското борење. Таа беше борачи ветерани на Македонија. Арнома, бидејќи јас ги истражуваа весниците и у весниците излеваа работи некои што попишувањата на некои тука штипски портали, ова е европски, трет, четврт у Европа, пет у Европа, шест у Европа, нема врска, тоа се измишлјотини. Почнаа да ме пријавуваат у полиции, повикувааме у полиција многу пати. Председателот што беше на ветераните, исто и него на мој добар пријател кај мене е седел, ја кај него. Биле сме како браќа, сме живеале, ама направија таков раздор. Знаат борачките кругови за кои се однесува. Терале го тамо у кафана, у некоја седеле, што ти му дозволуваш да објавува тамо глупости од весниците, што ти без да те пита тебе, оде у библиотеката тражи и објавува го тоа на борачи ветерани на Македонија, на Југославија. И овај си сили иде у полицијата, доваѓа комбе со 3 полицајци, вика пријавен си од Томе Коцев, објавувал си од пишани работи од весниците, а него не си го прашувал. Он бил председател на Сдруженијето на борачи ветерани, бе викам, он е председател, ама јас сум задужен за афирмација на борачите ветерани и се што ќе најдам да објавувам, и слики, и пишани, весници, се тоа. Дојдоа дома, малтретирааме, ја викам, добро, дајте ми сега записник. Зашо сте, прво дајте ми документ кој ви даде налог, кој подпиша налог
за да ми дојдете дома у куќата, прво. Второ, сега кога дојдете, кога направиме мабет, ја ве прифати, седеме дома. Дајте ми записник за што сте доваѓали и што сте констатирале. Ама нема, тоа тамо го правија тие тамо од борењето, што работеа некои у полиција, некои тоа да не навлегувам у тоа се големи работи. 4 пати заради тоа ни праќат полиција, тамо некои блиски што се до борењето, и сега се тие тамо блиски. Тие секаде се, тие се камелеонска работа е тоа. Тоа е, драги мои пријатели, ќе го објавам во сега што го имам, натака ќе припремам и други работи, некои појаснувања ќе дадам, некои работи што се важни за борењето, уште еднашка да потенцирам. Може би ќе дојде некој си што сака да истражи историјата. Се јаве некој без политички окупиран, ќе рече чека да видам што се е дешавало у тип од спортот, чека да видам Балканец полека се гасе, нема го, тоа му се тамо исфрла на еден човек од Балканец, сега е горе у врововите, у борењето, фрла се тоа што има тамо, легитимации, записници од тренинзи, од првенства, кој кое место освоил на државни првенства, на се тоа, се тракторо и се джитне тамо тоа. Сакам да ви кажам друго, нема тоа што ќе остане тука по вие портали, ама порталите не ми се многу сигурни, може да се најде некој да го хакира, да го избрише и тоа, се што сум се мачил јас да пронајдам од весниците, да иде у ѓаволи, затоа отвори YouTube канал и преку него не можев да соберам 50 души директно да одам да снимам. Луѓето многу не знаат, а некој што знае неке да се уклучи, да ми даде поддршка, ама не ми е тоа ни тоа важно. Многу важно, јас тоа што сакам ќе го направам и да кажам дека имам уште едно 4 USB-ња што не сум ги објавил и тамо има многу големи работи за борачи што се више забравени од борачката јавност, од Штип, од млади генерации. Ние, еве, кажа, уште тројца сме живи од таа генерација, другите сите заминаа. Првија напори да идат у Диле, уствари, у Агенција за млади и спорт, да се награде таа генерација, да и се даде по една пофалба. Некој ништо. Ни туку у Балканец многу не неферват. Тоа е сега. Сакам ви пријатно да го изслушате кој можете, кој не. Ја мојата работа ја заврши. Фала.